Кој ја уби Росица? Сторителот Да. на прво место, меѓутоа нејзиниот живот веројатно можеше да биде спасен доколку се постапеше согласно сите утврдени законски и подзаконски процедури и правила кои што ги имаме во државата. Можно е да очекуваме дека нејзиниот живот можеби и можел да биде спасен. Министрот за внатрешни работи Тошковски деновиве во јавен настап рече дека МВР реагирало навремено и вината ја префрли во обвинителството и судството. Дали префрлајќи ја вината всушност се обидуваме да ја релативизираме целата состојба? Во конкретниот случај, јас не можам да тврдам, нели читавме сите по разни портали, медиуми, меѓутоа ниедна од тие информации не е нели официјална, па дури и да е официјална, само врз основа на тие информации ние немаме целосната слика што точно се случувало во сите овие изминати месеци во животот на Росица. Меѓутоа и еве времето после нејзината смрт, за да точно можеме да дијагностицираме и да покажеме со прст тој е крив. Меѓутоа зборуваме дека системот затаел. Заради тоа Каде затаи системот во ситуација кога најмалку десетина пати Росица побарала поддршка, помош, дали од МВР, потоа од обвинителството? Меѓутоа, сето тоа мора да биде независно и објективно. Кога го зборам ова, не може истото обвинителство да истражува тоа што го водело случајот, да истражува дали самото тоа обвинителство направило некаков пропуст. Исто се однесува и на поступувањето на судот. Значи, ние во овој момент на вистина не можеме ниту како движење, еве женско да речам, како организација која што се застапува за правата на жените и пред се правата и заштита на жртвите, не можеме да кажеме дека точно да ги посочиме. Многу работи прочитавме, меѓутоа тоа сепак се само фрагменти од една целосна слика и ние не можеме да кажеме. Меѓутоа она на што го имаме, една од работите што ги имаме и во барањето, што го испративме нели во реакцијата заедно со останатите женски организации, да се спроведе целосна, темелна и објективна истрага. Гледате Трилинг. Во ова време на стрес, револт, гнев, си го покажуваме карактерот личен, колективен, општествен, институционален. Моите колеги со инспиративни наслови. Републиката во пламен. Македонија ќе гори до сезоната на поплави. Македонија отпад држава. Но да подсетам дека во Трилинг на крајот од месец јули професор Филип Ивановски, директор на Пакомак, предупреди за случувањата околу депониите, за нечистотиите. Еве еден сегмент од тоа интервју. Македонија во моментов е депонија сама на себе, значи на собствените граѓани, бидејќи мислам дека има некаде околу 1400 точки во Македонија каде што граѓаните, дел селски, дел градски, го одлагаат својот отпад и тие се диви. Ја не можам да го разберам отпорот на некои од градоначалниците што се или граѓаните што се против ова регионално управување со отпад, каде што се планира да има една санитарна депонија, дел од тој отпад да се селектира, дел да се депонира, бидејќи сегашната ситуација е поризична за здравјето, за воздухот и почвата, него таа кон која се стремиме. Државата ја потпалуваат политичките партии. Тие се главни носители на мирот, стабилноста, но и на нестабилноста или нарушување на мирот во државата. Изнасилена и пребрза изјава, која што премиерот ја даде. Геополитичкиот интерес во Македонија за Кина, например, или за Русија, скоро и да го нема. Системот не ни функционира така како што е предвидено, концепирано. Тука е проблемот и тој систем треба се менува. Тоа е апсолутно неточна диагноза која што ја промовираат домашни поранешни функционери српски свет поврзано со Вучич, со Орбан, Путин и така натаму. И да го смениме системот реално, не со пароли, да се почнуваат нели локални избори, сите се борат за корупција, не видовме дека не е реална борба против корупцијата во Македонија не постои сето ден денес. Млада девојка, 31 годишна девојка, бара помош од полицијата, од обвинителството. Во овој случај се работи за затајување на системот. Дрисла и Вардалиште го отруја Скопје. Во шталите во Трубарево сместени литиумски батерии и комуникацијски отпад. Страф од затруеност и задушеност. Запален автосервис.
Се уште се активни некои шумски пожари. Од каде толку пиромани? Кој ги регрутира и плаќа сторителите? 20 поранешни министри за внатрешни работи Павле Трајанов и за одбрана Лазар Еленовски. Започнуваме најпрво со екс-министерот за полиција Павле Трајанов, како искусен политичар и полицаец. На почеток, кој, зошто и како се обидува да ја потпали на некој начин Македонија и зошто немаме регистар на можни потпалувачи во државата? Државата ја потпалуваат политичките партии. Тие се главни носители на мирот, стабилноста, но и на нестабилност или нарушување на мирот во државата. Генерално, како оценка, тоа би било диагнозата во нашата држава. Кои се тие центри на моќ, внатрешни, па и надворешни фактори кои се обидуваат да ја дестабилизираат државата за кои предупредува премиерот? Овие информации кои што се од сензитивен карактер, значи со висок степен на доверливост, прв што ги добија тоа е председателот на владата и председателот на државата и тие располагат со такви информации. Генерално прашање околу како и на кој начин функционира системот или кризниот менеджмент за спречување на кризи, начин на действување на дирекцијата за заштита и спасување, посебно Центарот за управување со кризи. Тие се две институции кои што во основа треба да се грижат за сузбивање или спречување на можни настани, вклучително посебно од пожари. Проблем е што тој систем не е реформиран. Значи, 8 години се работи на реформирање на системот. Бидејќи бев едно време национален координатор за кризи, тогаш подготвивме на сеопфатна анализа. Точно е утврдено какви се состојбите и што треба да се направи понатаму. Таква анализа имаше амбасадата на Соединетите Американски држави заедно со Европска унија, со НАТО. Таква анализа направи факултетот и универзитет Гоце Делчев. Меѓу другото се бара интеграција на овие две клучни институции, затоа што така како што е поставен системот, тој не функционира. Има ревалитет помеѓу овие две институции, има таму вработени кои што апсолутно се против било каква интеграција. Господине Трајанов, можеше ли да се превенира ова што ни се случи со Трубарево, Вардариште, Дрисла и дали овие нови облици на така наречен еко-тероризам се на сцена сега? Значи, главната улога на целокупниот систем, на полицијата, на службите за безбедност, Агенцијата за национална безбедност, разузнавање, Министерството за одбрана, посебниот сектор кој што исто така има за превенција од тероризам, сите тие институции, вклучително и Дирекцијата за заштита и спасување, кој што има инспекцијски надзор, таа дава одобрување, дозволи за градби и така натаму од аспект на заштита од пожари. Многу институции, нивната генерална функција да превенират. Мислам дека овој систем, не само овој, во многу сегменти ние имаме распаднат систем. Земете пример железницата како е во тотален хаос распад. И во многу други области имаме проблеми како функционира системот за здравство. Се на се немаме ние разработен систем како држава ќе действуваме во услови на криза, во услови на терористички акт, во услови на пожар од поголем обем. Не функционира. Дали реално постојат сериозни закани врз стабилноста на државата? Македонија е на многу ниско на загрозеност од терористички закани или напади. Но тие оценки брзо се менуваат. Ова сега што се случува со пожарите, независно, не навлегувам од тоа дали се тие намерно предизвикани или поради несоодветен третман на отпад или Вардариште несоодветно третирано на времето, или пак несоодветно обезбедување во Трубарево на магазинските простори или фабриката за преработка на опасен отпад,
ова што се случи во Пинтија, намерното потпалување на сервисот каде што беа паркирани голем број. Сето тоа создава вознемиреност, создава страв кај граѓаните за здравјето на возрастните, на децата, така да тоа може да се третира генерално по последиците, не викам сега дали се тие намерно предизвикани, кој сето тоа го прави, дали центри од надвор или внатре, дека тоа создава чувство на страв, несигурност и критика трпи власта, владата. Тоа е неспорно. Но обврска е на службите, ако има такви индикации и ако има информации, мора да бидат во целосна мобилна состојба и мора сето оно што го зборуваше председател на влада, кој што рековме дека тој е најинформиран, ги добиват информации, мора да действуваат. Мора за кусо време да излезе со конкретни факти дека дали е тоа поттикнато од политички партии, дали е поттикнато од надвор заради тоа што сакат да го попречат развојот на државата или интеграцијата во Европска унија или не знам какви се може да бидат мотивите, тоа треба да го расчистат до крај и што е најважно да делуваат многу силно превентивно. Кога велите дека премиерот и председателот на државата ги имаат точните информации, едно можам да потврдам дека има обиди за дестабилизација на државата, првенствено од натрешни структури, сили или пак, ако сакате, политички партии. Затоа што етнонационализмот сега го поттикнуваат политичките партии сите во целина, но првенствено оние кои што се во опозиција, бидејќи тоа и носи гласови. Ако една политичка партија постојано тврди дека правата на албанците се загрозени, дека се деградираат и така натаму, постојано, а нема реална основа за тоа, меѓутоа тоа поминува во медиумите и создава чувство на незадоволство, а тие се нудат сега како алтернатива. Ако ние дојдеме на власт, ние ќе ги решиме сите прашања. Зборувам од аспект на тоа како политичките партии, да речеме, создават клима за да добијат поддршка на изборите. Во овој но не ви се чини дека после една година властна, предводена од ВМРО, ДПМН, знам, вреди, се уште се зборува дека СДСМ и ДУИ се виновници за состојбата во која се држи државата. Се разбира дека треба реформи во многу области. Тие процеси многу тешко се одвиваат, многу сложено. Има отпор, има обструкции, бидејќи тие што треба да ги сработат реформите, тука треба да постои елита на добри кадри. Прво се институциите партизирани, второ остана многу малку луѓе кои што можат да работат на стратешки реформски прашања. Тоа е клучен проблем. Господине Трајанов, дали сме влезени во геостратешки интриги од типот дека сме дел од српскиот свет, дека на сцена е руска инфилтрација на домашната сцена, говорам тука во државата? Тоа е апсолутно неточна диагноза која што ја промовираат домашни поранешни функционери српски свет, поврзано со Вучич, со Орбан, Путин и така натаму. Немаме руско влијание во Македонија. Апсолутно тоа е неточна теза или диагноза за состојбите за расположението во Македонија. Бидејќи ако вие не може да ги дефинирате внатрешните проблеми кои се носители на поттикнување на меѓуетнички судири и незадоволство, тогаш најлесно може да кажете дека доаѓаат заканите не само од Кина, од Русија, од Иран. Да ви кажем еден пример. Имаме нарушувана система за образование поради лажните најави за подметати бомби. Тогашниот министер Оливер Спасовски расправа во парламентот на Комисијата за одбрана и безбедност презентираше, меѓу другото, дека ова е хибриден напад, овие се напади од Иран, од Русија и така натаму. А пратениците, тука сите, вклучително јас, укажуваме дека сепак информациите кажуваат, зборуваат дека се работи за авантуристи, млади деца, ученици од Македонија. И што се покаже? Дека нема никаков заговор, напади од Иран према Македонија, стабилноста, дека тоа деца го прават преку доставување
на мејлови до училиштата и го пореметија системот за образование. Имавме огромна вознемиреност кај родителите, кај децата, кај наставниците. Сакам да укажам дека многу лесно е да префрлите дека ние сме под некакви геополитички напади сега како држава, затоа што сме членка на НАТО, дека тоа е апсолутно не се точни. Ние сме дел од НАТО, во целост ги спроведуваме политиките, надворешната политика на Европската унија и немаме никакви стратешки напади спрема државата. Јас не видам дека Русија... Бидејќи зборувате дека се неопходни сериозни реформски зафати во делот на безбедносните структури, дали тоа значи дека сме до толку институционално неспособни, дури и како земја членка на НАТО, и толку лесно подложни на евентуални вакви напади? Мислам дека системот е добро поставен. Тој треба да се надоградува. Господине Трајанов, ако АНБ имала информации за замешателство и поврзани линии дома и во странство, ако е направен модел каде беа речиси повеќе од 11.000 полицајци? Тоа е сериозен проблем како ние сме поставени од аспект на полицијата. Значи, Европската унија и другите моќни мигрантски центри зборуваа дека ние сме полициска држава, дека не треба да има полиција на улицата. Тоа е сосве погрешен пристап. Полициска држава се прави со тајните служби, кои што ги кршат, ги газат човековите права, а не со полицајцот на улица кој што може и собира информации. Второ, секоја станица имаше лаборат за вакви објекти. Ако имаме ние во Трубарево, припадник на полицијата, тука некаде во близина, тој ќе имаш информации, ги знае сите луѓе што се тука, дали има некој деликвент, дали некој се радикализирал, дали сака да направи штета на власта, на државата и така натаму, ќе имаме прави информации и ќе беше тоа што зборувате вие многу поефектна превенцијата. Се иницираат драстични кривични казни за потпалувачите. Дали ова може да допринесе за да се намалат ваквите големи трагедии или се само палиативни решенија? Јас да ви кажам дека сум противник на тоа брзо и законски промени. Барам промените, тоа цел живот тоа настојам секаде, и како министер за внатрешни работи, и како член на парламентот, и сега. Промените мора да се резултат на продлабочени анализи, на компаративни искуства, на проценка ефектите. Дали тие ќе обезбедат генерална превенција? Треба да се видат постојните законски решенија. Добра е идејата, иницијативата ќе се развижи, да речеме, тој експертски, што постат експертски состав во државата, политичките партии, ќе се отвори расправа, но мислам дека многу треба да одиме предпазливо. Во принцип, сум против било какви зајакнувања на казните, затоа што историјата што покажува? Ако немате решенија, одма одете на репресивни мерки. Не викам дека не треба да се зајакнат казните, тоа сигурно, но тоа мора да биде резултат на продлабочена анализа. Тоа е иницијативата во ред, издржана, признатото на влада може да даде таква иницијатива, има парламентарно мнозинство, но мора тоа претходно да помине низ една широка експертска расправа, политичка расправа. Медиумите треба да видат, бидејќи има бројни медиуми што ги знаат, новинари што ги знаат овие проблеми. Значи, не значи ако има иницијатива дека таа треба да се спроведе, треба да се преанализира и да се видат можните ефекти, затоа што и во други области ќе имаме криза, не можеме постојано да ги зајакнуваме казните. Ние сега најавуваме во сообраќајот да се заострат казните, бидејќи има налудничево однесување на голем број на млади граѓани кои што беснеат по улиците со тешки последици. И тука ако направиме некоја компарација, гледаме дека и во другите држави ги заоструваат казните. И тоа е вред. Треба на исти начин да постапаме за потпалувачите на пожари. Треба да се види, затоа што одредени елементи и во актуелните законски решенија за тероризам може да се третират и ваквите, ако настанат тешки последици, ако има намера некој да направи пожар, да предизвика пожар,
Иако тоа предизвика тешки последици, се разбира дека треба да има високи казни. И тоа може да делува превентивно, да ги одвраќа луѓето. Господин Трајанов, на крајот на политичката сцена сте повеќе од 3 децени, сте поминале и сито и решето ги знаете до детали сите безбедносни аспекти. Сега ве прашувам за една голема трагедија која потресе цела држава оваа недела, двојното убиство во кое млада девојка, 31 годишна девојка, бара помош од полицијата, од обвинителството, од судството и наместо заштита, таа е ликвидирана. Каде потврдало? Не е тој прв случај. Па тоа е За жал, трагедијата. Не е тој. Системот за безбедност, полицијата во овој дел потврла. Системот ни е раштимен во целина, правосудниот систем, јавно-веденскиот систем, затоа викаме треба реформи кои што сите барат да бидат побрзо. Ние 15 месеци очекуваме системски реформи кои што ќе бидат во функција на заштита на правата на граѓаните. Во овој случај се работи за затајување на системот. И повторно ќе го поврзам за тоа што ако имаме полицаец на улица, кој што еве сега предлагаме се вратат полицајците на улица, ако имаме права информација за овој што го изврши ова злосторство, ако имаме информација за жената која што настрада, што и како се однесот работи, може би поинако ќе реагирала полициската станица или Сабаро Велес на поинаков начин. А не дај Боже дека има некакви влијанија партиски и така натаму да штитат некој од овие хулиганите кои што навистина направија тешко злосторство. Системот не ни функционира така како што е предвидено, концепирано. Тука е проблемот и тој систем треба се менува. Да бидат заштитени, тој што ќе даде информација, ако е припадник на полицијата, да биде заштитен, бидејќи партизацијата во овие институции е многу силна и можно е да бидат провалувани и да изложени на активности, како што тоа се случува, ги напаѓат чуварите во затворите, им палат коли и така натаму, може и потешки дела да. Тој систем треба добро да се разработи, да се покрие подрачјето со полицајци, така рече полицајец на улица, системот да биде заштитен, тие што ќе дадат таква информација да бидат заштитени и тој да функционира. Значи, и што е најбитно, ако ние не се ослободиме од партиските кадри, ако и натаму само на партиски список вработуваме, значи партизацијата значи смрт за државата. Благодарам за разговорот и гостувањето во Трилинг. Благодарам и на вас. Тоа што Европа се покасно се буди, тоа е проблем на Европа и мислам дека веќе овие знаци на некаква реакција, меѓутоа се уште неснаоѓање на излекување на главниот модел за иднината на Европа од страна на европјаните го гледаме сето тоа. Од друга страна, ако се сеќавате, имаше многу реакција во 2011 кога во време на председателот Обама го направи тој така наречен пивот, историски пивот, значи свртување кон Азија и кон Пацифичкиот регион. И они, значи зборувам американците долги години, значи 15 години веќе поменуваат скоро, тоа го направиле, Европа се уште не реагирала. Тоа е многу изнасилена и пребрза изјава, која што премиерот ја даде, затоа што повлекува неколку консеквенции и во најмала рака го пали алармот во неколку институции и државни, меѓутоа од кога сме членка на НАТО, го пали алармот, претпоставувам и кај НАТО. И сега два моменти се важни. Првиот момент е дека во принцип во вакви случаи би требало да нашите безбедносни структури настапуваат превентивно. Во овој случај претпоставувам дека намерата е да се сврти вниманието кон оно што премиерот го тврди, меѓутоа се изоставува дело дека можеби ваквото тврдење ќе предизвика паника.
Екс-министерот за внатрешни работи Павле Трајанов во студиото на Трилинг, уште еден поранешен министер за одбрана во владата на Никола Груевски, Лазар Еленовски, кој неделава ја промовираше својата најнова книга Пробив кон глобалната алијанса, непознатите познати на НАТО. Добре дојдете во емисијата. Добро вечер. Господин Еленовски, поранешен министер, екс-амбасадор, станавме членка на НАТО и како земја членка на Алијансата, се почесто овој период слушаме дека сме мета на хибридни напади, на странски служби. Колку ова содействува со реалната слика за една мала земја членка на НАТО, која е под безбедносниот чадор? Дали ваквите закани се реални? Последната револуција која што и престои на човештвото, например револуцијата на вештачката интелигенција, е само во незините зори, во самата почетна фаза, ќе има огромно влијание на целиот живот. Веќе со сајбер светот кој што се го препознаваме веќе 30 на години, нели? Светот навлезе во една виртуелна реалност која што влијае на секоја област од општествениот живот, вклучително и на безбедносните прашања, и од тој аспект хибридната закана веќе за мене не е нешто ново, тука тоа е некој секојдневие. Сега секојдневие генерално, Добро. значи на секој може да се случи, од поединец кој што може да му влезат во неговите приватни податоци преку компјутери или уште пострашно му влезат на неговата банкарска сметка, до државата. Тоа е еден тип на закана, значи. Кој и како ги разгорува овие хибридни закани и напади? Најпрво, затоа реков, има тука повеќе нивоа. Велам, прво ние живееме во таа реалност. Значи секој може да ја разгора. Едноставно може од хоби, од професија, од лукративни интереси, од најразлични. Има и од национални политички и геополитички интереси, нормално. Значи секој кој што може да профитира во оваа бука, во оваа глобална игра, влегува во таа игра и профитира, дали индивидуално, дали колективно, дали како држава или како регион. Затоа велам, на едно ниво хибридните закани се секојдневие, е некоја нормална работа. Меѓутоа има на повисоко ниво кај што зборуваме за некаква геополитика или надворешна политика, каде што посебно големите сили учествуваат во хибридни напади на нивните главни, како да кажам, конкуренти. Нели, благо кажано. И тие навлегуваат, се судираат, постојано слушаме за некакви руски хибридни напади, дали кинески, врз западната инфраструктура. Сега ние во рамките на таа западна инфраструктура на која што реално ние припаѓаме, сме еден минорен дел и мислам дека не конкретно кон нашата држава, ако прашувате, тоа се минорни активности во однос на, бидејќи ја не знам зошто би биле, правите хибриден напад од геополитички интерес поради некаков интерес. Геополитичкиот интерес во Македонија за Кина, например, или за Русија, скоро и да го нема. Господин Еленовски, пожарите деновиве кои неопатија беа протоколни дека се хибридни закани, дека во нив има инсталирано странски служби, натрешни центри на моќ кои создаваат или прават обиди за дестабилизација на државата. Ако премиерот го дели ова мислење, сервирано од домашните тајни служби, тогаш кој би можел да биде инспираторот и дали како земја членка на НАТО ја информираме, треба да ги информираме нашите сојузници. Во поглед на пожарите, мислам дека ни се повторува грешката која што ја повторуваме веќе 30 години, дека секогаш некој друг не е крив. Тоа не мислам дека не е главен проблем на менталитет, нешто што мора да го смениме. Дали за пожари, дали за претходните несреќи што се случува во државата, секогаш некој нешто друг нас не е крив. Ние не научивме дека треба да преземе некојаш одговорноста и да го смениме системот реално, не со пароли, да се почнуваат локални избори, сите се борат за корупција, не видовме дека ние реална борба против корупцијата во Македонија не постои се до ден денес. Зошто институционалните пропусти, немањето веројатно капацитет да се справиме со проблемите, постојано вината се обидуваме да ја префрлиме на другата страна? Најлесно е да се префрли вината на другата страна, меѓутоа
зависи, знаете, проблемот е на другата страна во нашата држава. Зборуваме за тоа, претпоставувам. Или на другата страна, надвор од нашата држава, за некои странски сили, нели, како што зборуваме. Значи, и едното и другото е теорија на заговор. Во однос на првото, за жал, ние не научивме дека да работиме на ниво на консензус. Еви, оваа сегашната влада, претходно бараше од претходната влада дека треба за некои прашања, посебно битни прашања за државата, дека треба да се работи на база на консензус, ќе зборуваме за национален интерес, не збориме за партиски. И тоа најверојатно е сега, како што ги гледаме чекорите веќе година и пол, она го повтора патот на претходната влада. За жал, значи ние се уште не сме спремни на демократско ниво или на зрели на политичко ниво за да пристапиме кон еден таков модел на менаџирање на нашата држава и затоа ни се случуваат сите овие работи. Дали немоќта да се справиме со проблемите, да ги решаваме, всушност ни создава и демонстрираме како земја дека немаме доволно капацитет, било да е кадровски, било да е институционално, да се справиме сами со сето она што се вели потреба да се обезбеди начин на нормално функционирање. Па затоа велам, значи пројдоа 34 години од независноста, ние ги повторуваме се уште истите грешки, дури за некои работи сме полоши од што сме биле. Ајде, првите 10 години нели бевме по инерција на југословенскиот систем, кој што сепак беше систем. И не може да кажем, ние излеговме од сериозен систем. И тоа рековме ќе правиме независна држава и ќе ги подобриме работите. Гледаме што се случува не подалеку кај нас од регионот. Една по една држава, колку што ние бевме напред некогаш или сме мислели дека сме биле напред, една по една држава не проаѓа. Сега сме доаѓаме ние на опашката на еден начин. Најверојатно биејќи не дека немаме капацитет, ја верувам дека има капацитет во државата, кај луѓето, меѓутоа прашањето е на организацијата и на политичкиот менаџмент. Проблемот е кај нас политичкиот менаџмент. Надвор од политиката имате луѓе во секоја област, барем 5 луѓе. Не сме големи, меѓутоа може да се соберат 5 луѓе во секоја област која што ќе може да даде добар концепт за развој на одредена област. Меѓутоа, за жал, политичкиот мотив го повторно се става над националниот. Меѓутоа, добро. Доналд Трамп со невидена церемонија кај британскиот крал ја одржува традиционалната англосаксонска врска Лондон и Вашингтон како против агресивноста на Путин. Значи, Доналд Трамп е председател, демократски избран председател на Соединените американски држави. Вториот пат посебно беше тоа очигледно. И меѓутоа мандатот на Доналд Трамп е 4 години. За 4 години ќе има нов председател во Америка. Од друга страна Путин, значи сакам да кажам, зборуваме за демократија. Добро? Од друга страна ние имаме проблем генерално Западот, едно собствените проблеми што ги имат, меѓутоа од другата страна, како што рековте, на исток се јавуваат се поголеми сили кои што не се демократски. И играта денеска геополитичка во светот би требала според мене, и затоа и пишувам во книгата, е како Западот ќе направи нов пробив кон одредени вредности за кои што врз база на кои што на пример беше поставен меѓународниот систем после 45-та, после Втората светска војна. Денес на еден начин дури самиот Запад под различни притисоци, вклучително и популизмот во Западот што веќе скоро секаде го има. Добро. Едноставно меѓународниот систем може да кажеме и од тоа како функционира, односно не функционира во рамки на конкретни конфликти, сили, рушење на меѓународното право, вклучително и во Русија, земја потписничка и основач нели на новите нации, еден од членките постојани на Совет за безбедност, како преку ноќ го поништува меѓународното право и врши директна агресија на соседна држава. Добро. За присвојување на територија. Во книгата пишувате дека Кина станува глобален играч. Дали целта е да се потисне Америка, а при тој да се намали влијанието на Европа? Значи, Кина, без разлика што се случува на Запад, има
фасцинантен, импозантен развој во последните 40 години. Они направија толку пробиви во многу области, да не зборам од економијата, има податоци во книгата, во кои што едноставно ние велевме после студената војна, сега има еден хегемон како САД, меѓутоа сепак светот живее во мултиполарност. Веќе се намножија и државите, невладините, недржавните актери, исто така не само државите, меѓународни организации, големи меѓународни корпорации кои што денеска гледате, зборуваме за билиони и билиони долари. Значи светот стана толку сложен што нели зборуваме дека функционира врз база на одредена мултиполарност. Со еден хегемон. Меѓутоа Кина толку нарасна, тоа го има во книгата со податоци, да токав развој има фасцинантен, какво што немало во историјата ниту една држава. И во тие 35 години веќе денеска може да кажеме дека светот не живее во мултиполарен свет, туку живееме во еден во аспект на поларноста хибриден свет, бидејќи станува збор дека мултиполарниот останува, меѓутоа немаме веќе само еден пол како што се Соединените Американски држави, туку има уште еден пол на другата страна што е Кина, и тој пол едноставно продолжа со тој развој. И сега главната предизвик, тоа го пишувам за Западот, ќе биде Кина. Нема друг и Кина ќе биде се повеќе и повеќе. Тоа што Европа се покасно се буди, тоа е проблем на Европа и мислам дека веќе овие знаци на некаква реакција, меѓутоа се уште неснаоѓање на извлекување на главниот модел за иднината на Европа од страна на европјаните го гледаме сето тоа. Од друга страна, ако се сеќавате, имаше многу реакција во 2011 кога во време на претседателот Обама го направи тој така наречен пивот, историски пивот, значи свртување кон Азија и кон Пацифичкиот регион. И они, значи зборувам американците долги години, значи 15 години веќе поменуваат скоро, тоа го направиле, Европа се уште не реагирала. А во НАТО заедно се Америка и Европа. Главниот проблем во НАТО, посебно ако збориме во поглед на незината, на еднината на алијансата, останува и станува се поголем проблем е европскиот дел. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам на вас. Серијата пожари во Скопје го крена нивото на вознемиреност, што го вклучува и прашањето за здравствената состојба на луѓето, но и нивната безбедност. Но освен околу безбедностната состојба, имаме и политичка димензија околу сето ова што ни се случува изминативе 2 недели. Во ова издание на Трилинг соговорник е Тоше Зафиров, политиколог, поранешен советник во кабинетот на претседателот Пендаровски. Добро дојдовте во емисијата. Добро Недов. Господин Зафиров, колку се издржани тврдењата дека одредени центри на моќ натре и меѓународни и надворешни фактори се обидуваат да ја дестабилизираат државата? Моје мислење е дека тоа е многу изнасилена и пребрза изјава, која што премиерот ја даде, затоа што повлекува неколку консеквенции и во најмала рака го пали алармот во неколку институции и државни, меѓутоа од кога сме членка на НАТО, го пали алармот, претпоставувам и кај НАТО. И сега два моменти се важни. Првиот момент е дека во принцип во вакви случаи би требало да нашите безбедносни структури настапуваат превентивно. Во овој случај претпоставувам дека намерата е да се сврти вниманието кон оно што премиерот го тврди, меѓутоа се изоставува дело дека можеби ваквото тврдење ќе предизвика паника. И сега по ланецот на случувања кои што би требало да се случуваат после едно вакво тврдење, би требало во најмала рака се свика Совет за безбедност, кој што советодавно тело во рамки на кабинетот на претседателот, односно претседателката во случајот, и да реферираат сите директори на безбедносните структури и агенции, за да сепак се види за какво тврдење и кои се индициите. Од аспект на ова, од кога сме членка на НАТО, сето ова се префрла и во
Северноатлантскиот совет, односно комитетите во рамки на НАТО, кои што исто така би требало да ја разгледаат ситуацијата, односно кои се хибридните напади, затоа што во рамки на еден од слобовите практично на НАТО е и кризното менаџирање, што претпоставува дека овозможува механизми на помош во вакви ситуации како што тврди премиерот. И во најмала рака врзано со ваквиот тип на пожари, имавме ваква интервенција, ако се сеќавам и поплавата во Стајковци, помош со НАТО механизам, така да мислам дека не треба да се избрзува, треба добра проценка да се направи пред било какво ваков тип на тврдење да се изнесе во јавност. Господин Зафиров, дали препознавате разногласие во државно-владиниот врв? Мицковски предупредува од своевидна диверзија внатрешна и надворешно влијание. Од друга страна, председателката Силјановска не гледа потреба од свикување на Националниот совет за безбедност, иако пред месец дена, нешто повеќе од еден месец, на последната седница на Советот за национална безбедност ќе констатира состојбата е стабилна и под контрола. Не се очекуваат закани по безбедноста. Проблемите во соседството, институционалната криза во Косово и ситуацијата во Србија немаат директно влијание врз земјата, кој тогаш се обидува да не дестабилизира. Да, затоа велам во најмала рака треба да ја гледаме и перспективата на граѓаните, затоа што ваквото разногласие одава впечаток дека или службите не се подготвени, или станува збор за некоја игра во позадина, што пак еднакво предизвикува прво сомневање и второ несигурност, особено кај граѓаните. Она што е симптоматично е дека и после вакво тврдење на премиерот се уште нема свикување на Совет за безбедност. Ако се сеќавам добро, според законските рамки и насоки би требало на секои 3 месеци да се создава Совет за безбедност. Не ме фаќате за збор, мислам дека во овие години од мандатот на председателката Силјановска е свикан 2 пати, што значи дека би требало барем најмалку уште 4. Меѓутоа тоа е помалку важно, важна е ситуацијата и контекстот во кој што сега се наоѓаме. И при тоа, кон ова разногласие се надоврзува изјавата на министерот за внатрешни работи, која што практично во некоја мера го демонтира премиерот, затоа што нема детектирано како министерство такви извори на дестабилизација, барем до овој момент. За кус период акумулација на настани што создаваат паника и несигурност кај граѓаните, Кочанската трагедија, складови со радиоактивен отпад, фемицид, убиство на млада девојка на мал простор, многу немир. Дали натрешните немири се привлечни за странските влијани? Апсолутно да. Мислам дека и една од филозофиите на тие странски влијанија, особено оние кои што се непријателски, преку прокси извори или центри во регионот, апсолутно целат кон фрагилни општества и држави во кои што политичкиот систем и институциите се корумпирани, неефикасни и со ненавремени интервенции. Да цитирам став од првиот министер за надворешни работи Денко Малевски, од неговата последна колумна во која тој пишува: некој сака да ја запали нашата држава. Проблемот е што верувам дека се е можно по делумното повлекување на американската моќ на Балканот. Дали сме жртва на случувања во круговите на српскиот свет или руската пенетрација во регионот? Јас не би исклучил ниту едно, ниту друго, меѓутоа пак ќе кажам од позиција во која што јас се наоѓам не би можел да тврдам, затоа што немам нити релевантни информации, а тие информации би требало да ги имаат Агенцијата за разузнавање и за национална безбедност и потоа по канали да ги дистрибуираат во форми во кои што се соодветни, пред се транспарентно кон новинарите и медиумите, па сите понатаму. Пак ќе кажам, бидејќи се сензитивни информации, меѓутоа има начини како тоа се комуницира, особено кон граѓаните. Зошто имаме недостиг од понуда на решенија за излез или решавање на проблемите, туку сме сведоци, јавноста е сведок на постојано меѓусебно префрлување на топката кој е виновен за во најмала рака стагнацијата на државата, нефункционалноста на институциите, и во случајот со пожарите.
Да, vice versa, тоа е класичната реторика која што ја слушаме преку три, да не претерувам, преку две децени. Јас мислам дека главниот проблем и ова е, мислам дека суштината на проблемот, на начинот на кој што функционираат политичките партии, тоа е внатрепартиската демократија. Вас ви треба нормално е, природно е во секоја политичка партија субјект да има бран на нови кадри. Меѓутоа, ние тоа не го гледаме на начин на кој што налага една современа демократија и политичка култура. Во превод дека вие мора да имате внатре кредибилни кадри, луѓе со интегритет, кои што знаат што зборуваат и што прават, и интересот им е пред се државниот, без разлика дали се во опозиција или се на власт. Просекот на внатрепартиска демократија според мерењата на Вестминстерската фондација од 40 сумарни поени е 22. Јас дури се сомневам дека е 22, сепак тоа е методологија, мислам дека е многу пониска. И во принцип ви имате ситуација во политичките партии во кои што имате структури кои што се дел од раководството и по долните линии имате своји протежија кои што би требало да ви го штитат грбот или да го амплифицираат вашиот став, тврдење и така натаму, за да ги зајакнат позициите, и тоа се причинско-последични интересовни односи. И затоа е таа замка и тој одиум на првим внатре во политичките партии, потоа меѓу себе и рефлектирањето кон граѓаните. И ако приметувате, секој зародиш на независна листа или кандидат завршува, ќе бидам поблаг, трае кратко, затоа што моментот кога политичките партии ќе се почитуваат загрозени, трга негативната кампања или така наречената црна кампања со нештедење на алатки. Благодарам за гостувањето и издвоеното време да бидете дел од Трилинг. Ви благодарам за поканата. Во времето во кое живееме, дигиталната писменост не е повеќе избор, таа е потреба. Но што навистина значи дигиталната писменост? Тоа не е само користење на мобилен телефон, социјални мрежи или апликации. Вистинската дигитална писменост подразбира способност за критичко размислување, разбирање и анализи на информации, дигитална безбедност, креативното користење на технологии и вештини за работа со дигитални алатки и податоци. Но улогата на родителите е да не ги оставиме тинеџерите сами во дигиталниот свет. Ова е најава во рамки на нашата рубрика Знаење што менува. Еве нови видувања и размислувања на предавачите од Семос Едукација, кои даваат свој видување околу новите предизвици во IT технологијата. Кога зборуваме за IT едукација за деца, не мислиме само на учење на програмирање или користење на компјутер, туку целосно развивање на дигиталната писменост. Тоа значи да ги научиме децата безбедно и креативно да ја користат технологијата, да ја разбираат улогата на IT во секојдневниот живот. На овој начин тие развиваат критичко размислување, упорност и тимска работа, вештини кои ќе им бидат потребни и надвор од технологијата. Дигиталната писменост значи децата да не бидат само корисници на технологијата, туку да знаат како безбедно, паметно и креативно да ја користат. Тоа е новата вештина на 21. век. Исто важна како читањето и пишувањето. Поконкретно би кажале дека тоа значи да може паметно и безбедно да се снајдат во дигиталниот свет, односно да разликуваат точни од неточни информации, да знаат да искористат технологијата за учење и за работа на ефективен начин, да може да си ги заштитат своите податоци и најважно од се да знаат кога технологијата е корисна, а кога треба да се исклучат. Дигиталната писменост не се однесува само на користење на компјутери или интернет, туку на развивање на целосен сет на вештини за живење и учење во дигиталното општество. Накратко, дигиталната писменост е комбинација од технички и социјални вештини кои им помагаат на децата безбедно и успешно да функционираат во свет кој постојано е поврзан и брзо се менува. IT обуките не им помагаат само за пред компјутер,
Кога учат да програмираат, тие всушност учат и математика, односно логика, броеви, препознавање на шеми и многу други вештини. Со проектите исто така си развиваат и својата креативност, а со меѓусебната работа во помали групи кои што се блиски на нивната возраст, тие развиваат комуникација, тимска работа и сите оние други меки вештини. Може да се каже дека исто како што спортот ги учи на дисциплина, така и IT обуките ги учат на трпение и упорност. Односно, кога нешто нема да им успее од прва, ние ги учиме да не се откажуваат, туку да продолжат да бараат решение. Дополнително, раното воведување во IT им помага да ја разберат технологијата, а не да ја користат само за забава. На тој начин, IT едукацијата станува дел од нивниот начин на размислување, а не само пасивно користење на истата. IT едукацијата ги учи децата како да ја користат технологијата, односно ги учи како да можат да градат проекти, мали игри, анимации и така натаму. Сето ова го правиме на начин кој што ќе им биде забавен и интересен на децата и прилагоден за нивната возраст. Исто како што учат англиски јазик и математика, така и IT едукацијата е многу важна моментално затоа што го учат јазикот на технологијата. Технологијата е нешто што е присутно и во сегашноста, а и сигурно ќе биде дел од нивната иднина. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието и следете не идниот петок во исто време. Довидување до тогаш.